ни помалку ни повеќе. Повторно од книжарницата на литература или издавачката Кукеар Сламина, ќе пронајдете едно четиво. Иако јас го прашав и зад камери Иво, бидејќи кога го слушнав насловот, клучот на животот, некако веднаш ми е метафора да влеземе може и повеќе во ова критично време како да најдеме нова дефиниција на тоа што значи да се биде човек и така натаму, меѓутоа стана сосема збор за нешто друго. Ке каже тој јасно и недосмислено насочена кон универзалното, трајното и неменливото во животот на луѓето. 11 различни истории посветени на различни луѓе, ако не се лажам. Иво, да. Добро ми дојде. Добро Иво ми најдов. Митев Жиле. Да. Само мора да ја прашам на почетокот Жиле од каде доаѓа? Па Жиле доаѓа од една песна на Бајага и инструктори. Аха. Да. Сега не ми текнува моментот, и некако ми го презима примат од моето вистинско име, така да ќе ве замолам Жиле, ќе ве молам. Со најголемо задоволство. Тогаш Жиле, добро ми дојде. Добре ве најдов уште еднаш. Супер. Клучот на животот, велиш овој пат трајно и неменливото во животите на луѓето заплеткани во црни љубови судбини, во подвизи дела поголеми од нив самите. Меѓутоа, дури кога се случуваат тука и сега, меѓутоа овие раскази се однесуваат на сегде и секогаш. Па тоа ми беше главната интенција кога ги работев овие раскази, иако ги работев во еден мощно тежок период, тоа беше минатата година кога го изгубив мојот татко, се одлучив да направам една книга за 11 личности кои што обележале подалечната историја на македонскиот народ. Почнувајќи од Дичо Зографот, па завршувајќи до денешниве наши културни работници, како што се Димитар Кондовски, Олга Милосавлева. Преку нивните истории, наша прима балерина, така наша прима балерина, професорка и кореографка на познатиот балет Зодијак, кој што беше работа на музика на Лепи Сол, култна представа 90-тите во македонската опера и балет. Преку нивните истории, преку нивните размислувања за животот, се потрудив, колку сум тоа успел, ке кажа читателите, да го најдам клучот на животот. Нема да ви откривам докрај дали сум го нашел, тоа ќе остави на читателите да видат. Утро прашањето ми беше кога ве најавувавме со Кате, нели многу поголемо прашање, клучот на животот, нели и секој од нас некако интроспективно го бара во животот, копа по површината на животот и на некој начин сите некако се заплеткуваме во него, меѓутоа сепак доаѓаме до истата интенција и есенција на животот, нели? Па да, еве јас сум некој година, како да кажем, не се чувствувам стар и не го користам тој збор стар, некоја половина на мојот живот и тоа е периодот, предпоставам дека и сите кога се прави некоја реминисценција до кај сме, што сме и како понатаму, така да се обидов и ја да направам една таква реминисценција, една подлекување на црта. Па со други 11 ликови? Да, преку ликовите кои што ги дадов во оваа книга. Добро, Жиле, насловот на збирката не е превеземен од конкретен расказ во неа. Ама како доаѓаш до... Па тоа е фраза од расказот Жената е музика. Тоа е расказ за престојот на Вагнер и Франц Лист во куќата на Димитар Лала во Битола. Тоа е многу интересна историја, многу малку се знае за нејзе. Многу малку се знае, истражувајќи за оние дејци од 19 век, многу малку се знае и за нивните животи, за нивните дејности. Многу е инспиративен тој 19 век, поготово за нас книжевниците. Верувајте, бидејќи секој со секого е поврзан, на еден мощно интересен начин дозволува нивниот живот, нивните нејасноти околу биографиите, да се даде така еден простор на имагинацијата на писателот да може да даде одговор. Еве, например, не се знае за Дичо Зографот каде се е закопан, како му завршува животот. Тој е човек кој што, еве, за нашите гледачи ќе кажам, нацртал 2000 икони, а не направил свој портрет. Ние немаме слика како изгледа Дичо Зографот. Сето тоа дозволува на писателот да си даде една така одишка на својата и истражување и љубопитност и да створи една, да креира една приказна која што верувам, ке кажа читателите, ке им се допадне. И дали успеа да отклучиш врати преку овие ликови на недореченото, забранетото и пропуштеното? Па научив многу нешта. Од оваа книга излегов поискусен за многу нешта. Освен преку истражувајќи биографијата и представувајќи ги во книгата и преку работата со уредничка, тоа морам да го спомнам, не е клише, ама навистина прв пат работам со уредник, благодарност до господјата Оливера,
Ќорвезировска, која што навистина ме научи на многу нешта оној занатскиот дел, како се подготвува книга и како треба да се биде трпелив кога се прават оние поправки. Тоа е за мене најтешкиот дел. Ја релативно брзо пишувам, долго може имам во глава приказната, релативно брзо пишувам, и потоа доаѓа за мене оној тешки дел, поправките, каде што од господите Оливера научив многу. Првенствено да се биде трпелив, додека се поправи, додека се бруси материјалот, за да излезе навистина едно дело со кое што најпрвенствено би се гордел јас и потоа би биле задоволни и они кои ќе го прочитаат. Читателите, меѓутоа, сигурно создадовте вака сега, нели без лажна скромност, дело кое што можеби ќе создаде една синестезија кај читателот? Па јас се надевам. Да се отвора сетилата плюс? Па јас се надевам. Ако ништо друго, барем да ги доистражат биографиите на овие дејци што ги имам во книгата. Незалудно, знаеш како велиш ти, сепак убаво за да се уреди, да се искалеми, ви беше потребна Оливера, ќе поздравиме од литература и така натаму и целата екипа. Меѓутоа, сепак сте долгогодишен човек кој што е во светот на книжевноста. Да. Работите, ако не се лажам, во Народната библиотека. Да, јас веќе 15 на години сум вработен во Народната библиотека. И има универзитетска. дистинкција, ако се направи, има разлика во работењето и овој пат да бидете како еден... Па тоа му доаѓа исто како и пред камера и зад камера, да. Различно е чувството, но одговорноста е иста. Јас сум водила за старословенски ракописи, старопечатени и ретки книги. Уште една одговорност плюс, бидејќи тоа е нашето културно наследство, со кое што навистина имаме со што да се гордееме. Ние го представуваме, нашите ракописи биле на изложби и во Ватикан, и во Брисел, сме имали и во Скопје изложба. Ги следиме сите оние модерни технолошки трендови, ги дигитализираме. Да, во нова ера сме сега. Да, и сега тие материјали се во фаза на дигитализирање. Така да, работата ми е интересна, си ја сакам и ето можеби од толку читање се осмелив, собрав храброст да напишам и јас едно дело. Додуша ми е трета книга, исто пишувам раскази, втората книга ми е драма за Глигор Прличев. Тој е мојот магистарски труд по драматургија. Вистина? Да. Инаку, Жиле, годинава кога нели одбележавме меѓународниот ден на македонскиот јазик, 100 години од Блаже Кониски и така натаму, многу убави избиднувања се случува апропо нашиот јазик. И имам чувство дека и покрај постоењето на повеќе од 6000 јазици во светот, во моментот како да го минираме некако и дискредитираме можеби македонскиот јазик. Се новите генерации, бидејќи велиш, новата ера и технологија носат нови предизвици кај младите, меѓутоа често ми се случува сега во областа каде што живеам, од населбата и на друго место каде што ќе прошеташ, ќе слушнеш англицизми, некој поинакви дијалози. Да. И си велам, штом за мене, што ќе биде можеби кога ова ќе го слушна книжевник, даскал или македонист и така натаму. Ми интересира ни своја призма, како може во иднина да го зачуваме интегритетот и јазикот генерално. Сепак, можеби се мала земја, мал јазик за мене во мојот свет не постои, затоа што колку повеќе познавате јазици, нели, мислам дека секој јазик си има една своја племенитост и една богатство, затоа и постои. Па мене искрено ми смета што велите кога ги слушнам младите генерации како користат странски зборови, не го земам толку за зло колку што сметам дека ние имаме исто многу убави зборови. Јас како да знаевте се трудев низ овие раскази кога ќе земев личност од 19 век да користам и такви зборови. И не сум единствениот од нашата литература што ги користи тие зборови, па само преку читање ќе се развија јазикот, ќе се научи јазикот и ќе може да продолжи тој јазик да се развива и понатаму. Читањето ние имаме многу, еве во библиотеката настани кои што ги се трудиме да ја привлечеме првенствено таа публика за која што еве спомнате, од новата ера, така да ја дефинираме, да. Имаме на пример ден на меѓународно право, ден на книгата, имаме доскоро биравме и најчитан автор. Има посетеност вака? Па секогаш може и подобро. Секогаш може и подобро. Тие се настани со кои што ние се трудиме да ги анимираме, да ги запознаеме, да пробудиме да разбудиме една љубопитност кај младите луѓе.
бидејќи така настана всушност и оваа книга од љубопитство. Некако ми дојде посетувајќи една изложба по повод 200 години од Дичо Зографот, се потрудив да го проучам тој 19 век. И во него, верувајте, навистина најдов преубави нешта. Само да се прочитаат се убави, а не да се обработат на уметнички начин. Факти и фикција се содржани во па има и некои прераскажани историски факти, има некои тоа се така ете, некои настани кои што и на крај ги оставам недоречени, тоа е некој мој стил на пишување кој што го оставам на читателот да си го разгатне. Знаеш како, дали сега, бидејќи често автори знаат кога ќе создаваат некое четиво или независно, било каква уметност, кога нели уметник создава, знае да употреби некој свој алтер его или знае да има некаков свој учител, дали тоа ќе го поентира, апострофира нешто поуниверзално, поголемо од себе, а сите сме дел од изворот. Да. Кај тебе што беше создавањето на книгава? Па, што искористи можеби како една своја сопствена метафизика и интроспекција? Најпрво околу тоа суетата, многу мои постари колеги ми кажуваат околу тоа суетата, сите ние сме суетни. Јас сакам да дадам пред да излезе во печат нешто постар колега да прочита. Ама сакаш да го одсуетиш можеби истото како цел после тоа? Да, ама и не може да сватат постарите колеги кога не се лутам кога ќе ми најдам грешките каде ми се или дали е добро или дали воопшто не. Именно. И секогаш се шегуваме на таа смена, затоа зашто кога не си суетен како и секој уметник. Не се чувствувам некако суетен. Сакам да учам од поискусните и од подобрите. Па тоа и беше и целта. Овие луѓе биле во својата бранша, нема да кажам, нема да звучи нескромно, како најдобри. Ветерани, можеби. И така да кога ги проучиш биографиите на најдобрите, неминовно е нешто да земеш од нив и да го искористиш во својот живот. Подобрувајќи се нормално. Супер. Ти благодарам за ова убаво. Ви благодарам и јас. 10 минутно може и повеќе интервју, меѓутоа нема да биде и крај. Секако дека тука ќе следуваат, верувам дека следни твои издадени дела. Ти благодарам што правиш се за македонскиот народ, литература пред се јазик. Ви благодарам што промовирате. Во секое време. Млади автори. Во секое време и ти благодарам што ми дозволи вака малку да влеземе во светот на креативноста. Ми беше задоволство. Очекуваме во текот на утрешното или можеби до крајот на оваа недела да некому да му ја подариме оваа книга во интерес на времето. Ќе ти испратам сега спокојно на твојата друга работна позиција и ќе ти посакам следно видување да биде повторно можеби следба за дали за можеби бавиот пишан збор или за твое следно дело, независно. Зашто било тука се. Одлично. Тоа беше и нашиот последен соговорник Иво Митев Жиле и неговото издание Клучот на животот може да го најдете во било кој од филијалите на литература.мк.